Беше тоа на 17 ноември 1921 година, кога е роден Димитар Николовски Таки Даскало, македонски партизан, комунист, борец за слобода на Македонија и учесник во Народно-ослободителната војна. Загина во битката на 3 мај 1942 година заедно со Јоска Јордановски Сандански, Ордан Михајловски, Елпида Караманди, Мара Јосивовска и Димче Хаджипоповски. Таки Даскало е опеан во познатата народна песна "Тамоле мајко близу Битола", напишана од Ајри Демировски во 1950 година. Во негова чест едно средно училиште во Битола го носи неговото име. На киот покрај реката Драгор, крај старите касарни, поставен е споменик биста со неговиот лик. На 17 ноември 1971 година во Скопје во Македонскиот народен театар е изведена првата опера на македонскиот композитор Трајко Прокопиев "Разделба", напишана според драмата Печалбари од македонскиот писател Антон Панов. Под диригентство на авторот, а во режија на Васил Ќортошев, во главните улоги настапија Георги Божиков, Евдокија Доброхотова, Анастасија Димитрова, Ана Липша Топовиќ и Никола Гаго. На 17 ноември 1974 година во Љубанци е роден Јохан Тарчуловски, македонски бранител, поранешен инспектор за придружба во службата за обезбедување на председателот на Македонија Борис Трајковски и во војната во Македонија во 2001 година. Тарчуловски бил екстрадиран во Хаг на 16 март 2005 година. На судењето, Тарчуловски бил осуден на затворска казна во траење од 12 години. Ослужил 6 години во затворот Шевенинген, а останатите 2 години во градот Диц, Германија. На 10 април 2013 година Тарчуловски бил ослободен од затворот. По враќањето во Македонија, Тарчуловски станал организацијски секретар на ВМРО ДПМН. Беше тоа на 17 ноември 1991 година, кога е усвоен Уставот на Република Македонија, прв по прогласувањето на сувереност и самостојност. На 17 ноември 1991 година основана Европската ракометна федерација ЕХФ. На 17 ноември 1996 година во Република Македонија се одржаа првите локални избори по осамостојувањето на земјата за градоначалници и за совети на 123 општини, односно 124 со градоначалникот и советот на град Скопје. Беше тоа на 17 ноември 2006 година, кога Американскиот сенат едногласно усвои резолуција во корист на приемот на Македонија, Хрватска, Албанија и Грузија во НАТО. На 17 ноември 2008 година, поради попречувањето на приемот во НАТО, Македонија покрена тужба против Грција за прекршување на привремената спогодба од 1995 година. 17 ноември е светскиот ден на непушењето.